Граѓани кои се движат од градот кон Полаки и другите села во Ридско-планинскиот реон сведочат дека речиси секое утро дрвократци со количени автомобили и приколки со секири, рачни и моторни пили се упатуваат кон најблиските шуми за со нелегална сеча да се снабдат со огревно дрво. Некои тоа го прават затоа што немаат пари да си купат, а други заради профит од продажба на овој огрев. Бизнисот со огревно дрво во последните години станува еден од највносните во државата, бидејќи во општиот хаос најдобро се снаоѓаат тие што ги касапат слабо заштитените шуми. Шумски полицајци и шумочувари има многу, ама местното население од планинскиот и подпланинските села коментира дека Плачковица безмилосно се соголува, дека во районот на селата Лешки и Јастребник на Осоговските планини се прават голосеци, дека кон мегданот се сече се што може да гори. Моторни пили ечат по кориите, ама тие што треба да ги слушнат и замолкнат ги нема на терен. Најопасни се последните досетки на несовесните граѓани кои лете намерно ги палат шумите, како што беше случајот со боровите насади покрај патот кон Пониква или во околината на Пантелеј, за зиме да може да ги сечат. Присутна и појавата приватни фирми да купуваат делови од кории од приватни лица, но кога сечат неретко зафаќаат и други незаштитени шуми. Како тргнало, неконтролираната сеча брзо ќе доведе до додатни климатски промени и до нарушување на природната рамнотежа, што може да има и долгорочни еколошки последици во регионот. Тоа што е парадоксално е фактот дека за бесправната сеча многу се зборува, а одговорните за чување на шумите никако да излезат со некоја успешна акција за справување со дрвократците. На терен, велат познавачите на состојбите, царува подмитувањето и корупцијата, што значи дека неконтролираната сеча најверојатно се одвива организирано. Цената на просторен метар огревно дрво на црно се движи помеѓу 1500 и 2000 денари, што им одговара и на купувачите и на дрвократците.